Добре дојдовте во Бизнис објектив. Наместо билет во еден правец, дел од младите избираат лаптоп и стабилна интернет конекција. Работат за странски IT компании, но живеат во Македонија. И не се исклучок, туку дел од брзо растичката индустрија што ги менува правилата на игра. Со просечна бруто плата од околу 2400 евра и над 20.000 вработени, IT секторот нуди значително повисок стандард од просекот во државата. Ова отвора и алтернатива за младите, кои избираат да работат од Македонија за странски компании, но да градат глобални кариери дома. Токму ваквиот модел на работа, насочен кон странските пазари, се отсликува и во бројките. Па така, извозот на компјутерски услуги лани надмина 600 милиони евра и е во постојан раст. Мирјана Јовеска има анализата. Извозот на информацијски, компјутерски и телекомуникацијски услуги од Македонија лани изнесува 676 милиони евра и споредано со 2024 година износот е зголемен за 7%. Податоците од Народната банка покажуваат дека ИКТ индустријата е една од ретките чиј што извоз континуирано расте. Споредено, например, со предпандемиската 2019 година, извозот на овој сектор тројно се зголемил. Паралелно со извозот расте и увозот во рамки на ИКТ секторот, меѓутоа станува збор за многу помал износ од 237 милиони евра. Тоа значи дека оваа индустрија остварува надворешно трговски суфицит од скоро 440 милиони евра. Ако се анализира подсекторски, најмногу се извезуваат компјутерски услуги. Нивниот удел во вкупната сума изнесува 89% или безмалку 600 милиони евра. Традиционалните пазари на кои што се извезуваат IT услуги се западноевропските земји, поточно Германија, Швајцарија, Обединетото кралство, како и САД. Драстично растат приходите и овој сектор драстично расте, порасна повеќе од 4-5 пати во последните 10 години. Така да од таа гледна точка, од таа перспектива, добра ни е ситуацијата во ИКТ индустријата, но се разбира, мораме и да ги видиме детаљите, од каде ни доаѓаат приходите, зошто растат, зошто не ни растат и повеќе, како да кажам, државите во поширокиот регион, пошто за нас регионот не е само Западен Балкан или тука Балканов и нашиве соседи, туку конкуренцијата доаѓа од пошироко, да кажам, Југоисточна Европа треба да се гледа како еден регион со кој ние треба да се споредуваме и таму бројките се навистина многу поголеми. Основно приходот ни доаѓа од аутсорсинг или доработка, што можеби ние и како асоциација МАСИТ и како држава треба да работиме повеќе да придонесеме нашите компании да се фокусираат повеќе на изработка на своји решенија, на своји дигитални продукти, на своји алатки и услуги кои што ќе ги даваат директно на странски клиенти, а не преку други фирми каде што би ние работеле или како доработка. И со тоа додадената вредност на овие приходи ќе се зголеми многу повеќе, што генерално профитот ни останува во некои странски компании. Само за споредба, ако се земе предвид дека Македонија важи за земјоделска држава, извозот на храна и живи животни лани изнесува 564 милиони евра, што значи дека е за дури 112 милиони евра помалку од вредноста на ИКТ услугите што од земјава се пласирале во странство. Перспективите на овој сектор се големи, вели председателот на МАСИТ, а клучните предизвици се конкуренцијата во светски рамки и недостигот на стручен кадар. Клучно за да може да извезуваме услуги е потребата од добри професионалци и добри кадри. Во Македонија, во IT секторот, работат околу 20.000 професионалци вработени во овој сектор и секоја година, според нашите анализи, е потребно околу 3.000 нови вработени, нови професионалци во овој сектор, а факултетите ни произведуваат околу 1500 до 2000 студенти и со тоа се јавува секоја година дефицит на кадри и земајќи го во предвид и иселувањето, што е исто, да кажам, нормален процес во сите држави, посебно на високообразовниот кадар.
најголем предизвик ќе ни биде, нели, кадровската политика. Процесот на едукација на еден кадар е долг, точно, меѓутоа во нашиот сектор е многу важно неформалното образование, затоа што технологиите многу брзо се променуваат, многу брзо доаѓаат на сцена нови технологии, нови работи, каде што младите луѓе треба да се учат повеќе како во животот да се адаптираат на новите технологии, брзо да ги учат и брзо да ги совладуваат, отколку во една материја да се фокусираат. Со цел намалување на јазот односно недостигот на IT професионалци, МАСИТ соработува со сите IT факултети во земјава. Освен тоа, во соработка со Министерството за образование се работи на проект за технолошки парк, идеја која датира одамна, но досега се уште не се реализираше. Целта е технолошкиот парк да го обедини образовниот систем со бизнис секторот на едно место, каде што ќе се развива неформално образование и ќе може повеќе да се инвестира во истражување и развој, затоа што иднината е во центрите за истражување и развој, високостручен технолошки кадар и се разбира отворање на нови пазари. А како младите гледаат на можноста за кариера во оваа индустрија? Според мене за во иднината најперспективни професии би биле електричарство, водовоđи и такви работи, бидејќи нели сега имаме AI вештачка интелигенција, па со тоа голем број на позиции, работни позиции ќе ги снема и мислам дека таквите работи физички ќе имаат многу повеќе побарувачка. IT секторот сметате дека има голем потенцијал? Има голем потенцијал, ама се качува прагот, основниот праг за влез во, како се кажа, во сегментот во пазарот, на труд. Бидејќи нели со AI почетните позиции сега практично ги снемува. Има голем потенцијал, ама ти треба поголемо знаење за да бидеш повеќе успешен за разлика од претходно. Најдобри професии, најперспективни ги сметам да бидеш наставник, инженер, да бидеш адвокат може, тоа е исто многу перспективно, да бидеш полицаец, исто е многу перспективно. Мада не е нешто убава професијата, ама е многу перспективна. We are studying software engineering in this university. My first year in here, and I kind of like it. It's more peaceful than my own country, and I like the professors. Some of them are really kind and friendly. They are helping us about everything about like living here or the lectures. It's all good. I think that definitely object-oriented programming because I think this is the future, our future. So I'm thinking like that. Јас сум на машински факултет и студирам мехатроника, така да сметам дека инженерските струки кои што водат кон автоматизација, роботизација, такви да кажам машински делови, пошто нели со AI или вештачка интелигенција мислам дека дефинитивно ќе имам некои промени со програмирање такви работи. Но машинските делови, компоненти, роботи, такви изработки, да кажам, дека дефинитивно ќе бидат малку по професии на иднината, некои просперитетни, да кажам. И покрај актуелните воени немири од МАСИТ потенцијалот го гледаат во Блискиот Исток, но и во подалечните источни земји, како на пример Казахстан. Примерите од соседството покажуваат дека фокусот е ставен и на освојување на Африка. Но колку IT секторот е погоден од војните? ИКТ индустријата не подразбира само IT услуги, нели ИКТ услуги, туку подразбира и продажба, и увоз, извоз на хардверска опрема, пошто тоа е неминовен дел за едни системи да работат. Така да во делот на услугите мислам дека не сме погодени, напротив, тука може ќе имаме и повеќе перспективи сега, така и во ковидот се покажа, кога сите индустрии беа погодени, IT услугите има огромен раст во така да во делот на хардвер тука ќе бидеме погодени и компаниите кои што работат увоз на хардвер, продажба на хардвер ќе имаат потешкоти за жал во работењето. Цените се дигаат, логистиката станува скоро невозможна во моментов. Така да и плюс други параметри кои што во моментов влијаат исто на цената на компјутерските производи. Меморијата се дига многу драстично. Значи од Q4 до овој квартал е дигната за неколку пати цената, така да компјутерите ќе стануваат поскапи. Луксус ќе биде да се има компјутер во наредните година или две.
Вештачката интелигенција користи се повеќе меморија, која веќе е закупена од сите компании што произведуваат продукти со вештачка интелигенција, така што има голем недостаток во светот и ќе биде предизвик за компаниите да се справат со бизнис плановите и буџетските проекции годинава. Последните податоци од 2024 година покажуваат дека приходите во ИКТ индустријата се над 1,65 милиарди евра. При тоа 65 до 70% од приходите во IT секторот остварени на домашниот пазар доаѓаат од државата, додека само третина отпаѓа на приватниот сектор. Во Македонија има 2921 ИКТ компанија со скоро 24.000 вработени, чија просечна бруто плата веќе надмина 2500 евра. Сепак, растот на IT индустријата носи и предизвици. Недостигот на квалификуван кадар и силната регионална конкуренција стануваат клучни прашања за идниот развој на индустријата. Следниот чекор за македонскиот IT сектор е јасен, а тоа е поголем фокус кон сопствени производи и поддршка за стартапи. Можеме да кажеме дека сликата не е идентична со годините, односно со изминатите години, но тоа не значи дека ИКТ секторот поминува во криза, како што денеска го перцепираме, повеќе би рекол поминува во една корекција или пак една нова адаптација на пазарот, која што допрва треба да се случи. Значи, во моментот има затишување, но тоа затишување е се со една подготвеност за она што следи во наредните години. Всушност, статистиките тука говорат дека до 2030 година, според Евростат, ќе имаме зголемување дупло. Ако денеска или до изминатите години имаме 10 милиони IT специјалисти, очекувањата се дека тие ќе надминат 20 милиони до 2030 година. Всушност, што се случува? Ние имаме постојано континуитет промена на работните позиции. Не само во IT секторот, ИКТ секторот, него тие промени се случуваат буквално во секоја професија. Низ годините, до ден денеска, ние постојано нашите професии се во некаква нова форма и постојана адаптација на новите пазарни потреби и трендови. Па така и во IT индустријата гледаме постојани промени на самите профили или улоги кои што учествуваат во нејзе. Тоа значи дека програмери, како програмер ќе постои, но програмер од пред 20 години денеска по дефолт не е исто. Тоа значи дека и во наредните години нема да биде исто. Но денеска имаме еден предизвик во кој што со помош на вештачката интелигенција ние имаме голем дел од процесите кои што ги автоматизираме и ги забрзуваме. Што значи ако претходно или пред повеќе, тоа е многу близко, пред неколку години пред да се појави вештачката интелигенција со ваква примена, затоа што вештачката интелигенција постоела многу години наназад, меѓутоа со сериозна примена сега во секојдневието, до тогаш се развиваа многу продукти кои што се базираат на технологија со месеци. Значи развојот траел долго. Во тој развој учествуваа многу профили. Денес имаме една промена, всушност тоа прототипирање или тој развој на одредени продукти денеска се случува за неколку дена со помош на вештачка интелигенција и затоа потребата од кадри кои што се на почетни позиции, јуниорци пред се, е намалена. Но тоа не значи дека не постои потреба од специјалисти кои што познаваат дата на податоци, кои што денеска користат тие модели, кои што се повеќе ориентирани кон архитектурата на градење на продуктот, кои што се повеќе аналитички и така натаму. Всушност, денеска имаме можеби помал обем на развој на продукти, затоа што до сега ние бевме во фаза на дигитализација и ги развивавме тие дигитални решенија, иако се уште во голем дел од индустриите не се имплементирани целосно. Ние сме сведоци, ние како држава допрва се трансформираме, допрва се дигитализираме, во многу аспекти имате можност тоа да го направите, но паралелно се случува нешто што се вика вештачка интелигенција, кое што ни прави една корекција моментално на пазарот и ни вика малку да го стишиме, односно да изанализираме, да видиме што е потребата, што се бара и очекувањата се дека многу набрзо, веќе од следната година ќе имаме ние комплетно нови професии или пак постојните професии ќе преминат во нови гранки
и за тие ќе се бараат нови вештини и нови знаења. Образованието во целина е клучен сегмент во нашето општество како сектор кој што ги прати промените и кој што има за цел да ги доквалификува луѓето, но и правилно насочи. Сега, неформалното образование од секогаш било, да кажеме, поадаптибилно од причина што побрзо ги носело промените, односно побрзо се адаптирало на промените и секогаш било чеко, да кажам, понапред, поради проблематиката која што е поедноставна за разлика од на формално образование вие да смените цел курикулум или цела програма. Тука е нешто што ние може да се запрашаме дали формалното образование треба да се дореформира во некои области, во некои технички конкретно области, во кои што бара побрза адаптација на промените. И сега сме во еден нов тренд каде што гледаме потребата за едукација е стрикно во фокус на AI, меѓутоа во помали сегменти. И учењето, ако претходно беше во долги формати, денеска е намалено во кратки формати. Зошто? Затоа што имаме на дневно ниво експанзија на голем број AI модели, меѓутоа прашањето е како тие AI модели ние да ги примениме во нашето работење, во нашата професија. И сега ги согледуваме сите модели кои што постојат, ги учиме и пробуваме да идентификуваме како да ги поврземе меѓусебно, како да се изградиме ние еден систем околина наша работна која што ќе ни го подобри и ќе ни ја подобри продуктивноста. И тие постојано, да кажам, или веќе постојните AI модели, како ние да ги примениме правилно, е процес на моментално, ајде да го кажеме, тренд или процес на изучување во кратки програми. Но очекувањата се дека многу набрзо ќе дојдат нови професии и неформалното образование ќе се адаптира на тие промени, ќе понуди нови програми кои што ќе бидат во насока на тие нови улоги кои што ќе бидат барани на пазарот. Во овој случај и ние правиме некакво надополнување, односно на нашиот профил му додаваме вредност со EE и затоа се работи за обука. Меѓутоа кога ќе се случи да во пракса поради EE кој што влегува и очекувањата се дека 80% од очекувањата се дека според UNDP дека ќе имаме дека бизнисите очекуваат EE да ги промени целосно нивните внатрешни структури, процеси, бизнис процеси на работење и така натаму. Очекувањата се дека таа промена ќе донесе многу нови професии, како што тоа се случуваше изминатите години. За тие многу нови професии нема да можеме да задоволиме потребата тогаш само со кратка програма и стрикно само како AI во професијата да го потребиме, туку ќе биде и предмет на целосно, да кажам, квалификација или преквалификација, нешто што се случуваше изминатите години. Ако вие работите нешто сосема друго низ годините или сте во друг сектор, а сакате да смените професија и таа професија нормално дека ќе се темели секогаш веќе ќе биде дел од нашето работење, во тој случај ќе ви треба подолга програма. Форматите ќе се адаптираат, но едно треба да разбереме дека кратката обука има за цел да надополни знаење, а долгата програма има за цел да не воведе во целосната област и да комплетно ни даде како ние не го работиме тоа, комплетна преквалификација да ни направи. Постои мал сомнеж за тоа дали треба да донесеме таа одлука сега во моментот, од причина што пазарот, како што кажавме, е во некое мерување, е во некоја корекција и се адаптира за тоа дали ние без искуство во моментот можеме да работиме. Но јас тука ги охрабрувам сите да го направат чекорот. Зошто? Затоа што нас не треба и основата. Потоа ќе биде доцна. Ние добро да влеземе во приказната, ако веќе сме насочени кон оваа индустрија и со тек на време наредните години само да се доедуцираме доколку ни е потребно во однос на тоа што ќе се бара од следните години. Но дека ние ќе бидеме во постојано учење. Тоа било и така до сега, но таа потреба ќе се зголемува наредните години, тоа е неспорно. Значи ќе бидеме сведоци на буквално било која позиција да имате, менаџерска, која и улога да ја имате во вашата професија, вие ќе треба буквално да сте постојано будни и постојано да следите
што се случува на пазарот и постојано да се адаптирате. Затоа адаптибилноста е денеска една од најбараните вештини и една од најбараните вештини е оние вештини на отпор, resilient skills, кои што бараат од луѓето да бидат будни, да ги следат потребите, да не се паничи, него да ги прифатат промените и да ги следиме. Тоа е патот кој што ни ги диктираат овие технологии. Ви благодарам што не следевте, секако станете со нас и на социјалните мрежи. Од мене пријатно.